SOS Детското село Интернационал е меѓународна невладина организација која што е посветена за заштитата и примената на детските права уште од 1949 година. Во 134 земји и територии активности на меѓународната организација SOS Детски села се фокусираат за поддршка и се разбира за водење на добар живот на децата без родители и родителска грижа и на деца кои растат во семејства со социјални слаби ризици и статуси. Токму на оваа тема зборуваме со нашите следни гости. Добро утро, им велам на Јулијана Накова-Гапо, национален директор на SOS Детското село Македонија. Добро утро. Понатаму нашиот гостин Сидарта Каул, председател на SOS Детското село Интернационал. Добро утро и до вас. Good morning. Thank you. Morning to you too. И Снежана Караѓос, преведувач во овој случај. Добро утро, Снежана, и до вас. Добро утро. Јас би сакал најпрво да започнеме со гостинот. Ова е негова прва посета овде во Македонија. Какви се вашите импресии од Македонија и од она што го видовте на терен до сега? My impressions are very positive. Моите впечатоци се многу позитивни. I met a lot of people. Запознав многу луѓе Really are trying to help the children and people who are suffering in the camps, at the transit centers. кои им помагаат на луѓето и на оние кои што се наоѓаат во транзитните центри. And what is impressive for me is their willingness to help. А она што е импресивно за мене, што ми остави голем впечаток, е нивната волја да се помогне. Така, што се случува на терен, може ли да кажеме како работи вашата организација? Кои се вашите искуства од таму? На терен SOS Детско село во моментот има пријателско катче за децата на бегалците, кое што функционира веќе 4-5 месеци и во рамките на тоа катче се трудиме да им обезбедиме на овие деца всушност малку забава, едукација и малку структура на нивното време, бидејќи во моментот во кампот во Табановце, во центарот има околу 300 деца. И тоа е навистина голема бројка на деца на кои што им треба поддршка, освен едукативна и психосоцијална поддршка која што нудиме исто така. Нашата материјална поддршка е значајна од аспект на тоа што обезбедуваме леково прав, пелени, хигиенски средства, облека и така натаму, се што им е потребно на дечињата. Колку бегалци засега има на Табановци, имаме ли некаква статистика? Да, во моментот има околу 850, кои што се веќе таму повеќе од 40 дена, а во Винојук во Гевгелија има околу 140. А до сега знаете дека од кога почна кризата, околу 900.000 всушност помина, транзитираа низ нашата земја, меѓутоа сега оваа последната бројка е онаа која што е, да речеме, заглавена кај нас тука. Така. Кој е вашиот повод за доаѓање во Република Македонија? Well, you know, there are a lot of people moving around from one part of the world to the different part of the world. Има многу луѓе кои во моментов се во движење од еден или од различни краеви на светот во други краеви. And we are working in all these countries from which they are traveling. И работиме во сите овие земји низ кои што овие луѓе патуваат. We want to make sure that the children and unaccompanied minors and families have some amount of comfort. И се обидуваме да обезбедиме известна количина или малку комфор за сите овие деца и малолетници кои што патуваат со своите родители. When they are making this tremendous journey. Кога одат на овој тежок пат. So I'm visiting number of countries to support our member associations. Ни посетуваме некои од земјите каде што ги сме во посета на нашите партнери. To help find resources to support this work. Да најдеме ресурси за да ја помогнеме оваа работа. Also to talk to the government authorities for support. Исто така да разговараме и со властите на соодветните земји, кои што тие би дале своја поддршка. So basically it's to support the work which is being done on the ground. Во основа да ја поддржиме работата која што се секојдневно изведува на терен. Може ли да позборуваме за соработката со SOS Детското село Интернационал и она што се случува во Македонија? Како оди сега за сега? Па, ние оваа година ќе славиме 15 години јубилеј како организација
И всушност голема е привилегија да си членка на една ваква интернационална организација, бидејќи тоа си носи своји предности, бидејќи тоа ни овозможува пристап до одредени фондови, со кои што се финансираат програмите кои што ги имплементираме овде кај нас, а посебно тоа беше значајно во однос на бегалскава криза, бидејќи навистина огромна солидарност покажа другите членки кон нас и кон Македонија и ни излегоа во пресред да можеме да ги поддржиме децата на бегалците, а секако дека нашите активности овде се и со нивна поддршка, меѓутоа и со локалната поддршка која што ја имам. Сега околу нашите програми повеќето имаме време слободно може да кажеме. Би сакала да кажам, освен детското село, кое што згрижува деца без родители, таму во моментот имаме околу 90 деца со статус без родители и родителска грижа. Значи имаме советодавни центри за поддршка на семејства кои што се во високи социјални ризици и всушност преку тие центри работиме со родителите и им помагаме да ги развијат своите или родителски вештини, да добијат некоја преквалификација, да најдат вработување, да се едуцираат во однос на давање на здравствена едукативна поддршка на децата, се со цел да го напредиме квалитетот на живот на тие деца или пак да превенираме децата да не се стекнат со тој статус на деца без родители. Исто така имаме младински програми, каде што поддржуваме деца од 15, 16 до 18 годишна возраст без родители и програма за поддршка на деца над 18 години, значи млади возрастни кои што веќе напуштиле грижа, меѓутоа понатаму им помагаме во нивното осамостојување, вработување и интегрирање во заедницата. Така, со оглед на тоа дека Македонија е транзитна земја за бегалците на пат кон Германија, колку сте задоволни и која е вашата оценка на она што го прави СОС детското село овде во Македонија? We can do a lot more. Може да направиме и многу повеќе. Because it's not a small problem. Бидејќи ова не е мал проблем. And I don't think we have solved the problem. Мислам дека не го решивме проблемот. And the problem which we have now is the amount of uncertainty the people in these transit centers, you call them transit centers, some countries call them camps, what they feel. They want to know what's going to happen. Може би најголемиот проблем во моментов, најгорливиот е неизвестноста. Што тие луѓе ќе прават во овие, некои ги нарекуваат транзитни центри, други ги нарекуваат кампови. Каде и каква ќе биде нивната иднина? So we can only do so much. Во моментов можеме толку да сториме. We can provide, as she has explained, we can provide certain level of services. Како што објасни господја Гапо, може да дадеме толку помош, односно услуги. And I'm very especially happy with the services related to providing the communication between our guests, the refugees, transitory people with their home countries. Оно што посебно ми е драго, што можеме да обезбедиме комуникација помеѓу оние кои што се во транзитните центри со нивните семејства во татковините. I think it's very important if we have to bring an end to this crisis that the relevant political decisions are made. За да се направи крај на оваа криза, треба да се донесат и соодветни политички решенија. Yesterday I was talking to a young man in the transit center. Вчера имав разговор со еден млад човек во транзитниот центар. It has taken him 4 months to reach Macedonia. Потребни му беа 4 месеци за да стигне до Македонија. Now he is here for another 1 or 2 months. И сега е тука 1 до 2 месеци. And he doesn't know what's going to happen. И не знае што понатаму. And that is what we need to solve. Тоа е она што треба да го решиме. But we do, and many other NGOs are together trying to minimize the trauma that these people are suffering. Ние, заедно со останатите невладени организации, се обидуваме да ја сведеме на минимум траумата низ која што минуваат овие луѓе. What our member association in Macedonia has done is very remarkable. Она што нашата СОС асоциација овде во Македонија до сега го прави е многу значајно. We will provide them all the necessary support.
И понатаму ќе им ја даваме неопходната поддршка to continue this work за да продолжат со својата работа and if necessary to enlarge it, if necessary. и ако е неопходно и да ја зголемиме таа помош. Така. Со оглед, сосема сме на крајот од at разговорот, the end. со оглед на мигрантската криза, дали планирате проширување на активностите кои што до сега ги имавте? За сега сметаме дека она што го имаме доволно, значи освен пријателското катче, како што спомена господинот, имаме и два инфоцентри кои што нудат IT сервиси, значи Wi-Fi на камповите, полнење на мобилните телефони, пристап до интернет, што е многу важно за нив. Меѓутоа, ние сме подготвени во соработка и со Министерството за труд, и со УНХЦР, и со другите организации. Значи, ако биде потребно да се адаптираме, ќе обезбедиме и дополнителни услуги, бидејќи сега околностите се сменија. Знаете, претходно тие само транзитира и приоритетни беа одредени услуги како храна, вода и облека. Сега приоритетите се сменија. Сега други работи им се потребни и така да и ние сме, значи, навистина флексибилни и ќе се адаптираме се што е потребно да се подобри состојбата на децата таму во центрите. Така. Мене ми преостанува да ви се заблагодарам на сите кои што бевте дел од утринската програма на Македонската радио телевизија. Ви посакувам многу успех со оваа работа. Благодарим.